По убавото танго, Ивана ми е веќе тука таман сталожена. Не, сериозно, секоја чест за овие приказни кои што милина е да се гледа, да се слуша. И физичка активност меѓу другото. Пред се. Не знам дали имаше прилика Јован малку да погледнеш, ама ова е вистински начин како треба да го искористиме. Успеав да погледнам и баш ми се допадна идејата што имаше луѓе тука што одсвиреа, што заигра. Криво ми е што немавме мои ученици од музичкото да дојдат, иако го планиравме тоа со вас. Ќе беше синхронизирано. Ќе беше многу добро, инаку една од омилените композиции која што ја свират децата е тангото од мирисот на жената. Вистина? Да. И како перформанс го имаат. Да, го имаат и има често и како дуети, како трија различни аранжмани. И децата многу често ја свират дали како дел од час, дали и сами ќе се ги најдат нотите и си ја спремаат таа композиција. И баш мислев додека го гледав прилогот, викам каква добра комбинација ќе направи. А именно ќе потсетиме, ние утрово се да кажавме дека во доцни часови вашите ученици споделија, како велите дека ова е музичка берба сега во овој момент, да. Па беа договорени всушност да ги отсвириме овие фантастични мелодии, меѓутоа тие мора да заминат денеска на концерт во Битола. Баш сега е периодот кога се прават резултатите од цела година децата што ги совладуваат материјалот што го работат. И сега се период на надпревари кога учениците идат и ги освојуваат оние награди со кои што понатаму аплицираат за некои парични средства од Министерство за образование. За жал, не успеавме, но имаме контакт сега, се надам дека брзо ќе направиме повторно средба. Вие велите зад камери дека не сте имале прилика многу со Телма да имате во минатото контакт, ама од сега апсолутно имате како телевизиска платформа за промоција. Баш ми е мило што направивме контакт и ви благодарам. Со задоволство. Јован, бидејќи сте директор токму на музичко-балетскиот училишен центар Илија Николовски Лујо Скопје, баш училиште кое мислам дека единствено јадро од ваков карактер. И освен тоа што ќе кажеме за уписите за најмладите дека се во ЕК, морам да го поздравам колегата Владко кој што е реализатор, тој всушност ми ја сподели идејата дека има необјавена тема која што беше промовирана. Тоа би сакал да го споделиме за карактерот на темата, инаку мелодија што траеше концертот кој што ја оживеа душата на македонската традиција и велите дека поради големиот интерес кој што го имавте на 9 април, ќе имате прилика да направите реприза за сите на почетокот на јуни. Да, токму така. Тоа беше еден концерт кој што спонтано испадна. Значи, ние имаме во план годишен концерт да направиме, годишни концерти правиме кои што се во јуни. Простете, инаку оваа снимка ми ја дадовте, вие велите не е со најдобар квалитет, меѓутоа само да кажеме дека ова присуство од публика на концертот. Да, ова е човек од публика кој што имаше објавено на Facebook, исконтактирав, јас со него го замолив да ми ја даде. Барам да имаме некаков пример. Да имаме некаква снимка до овој период, додека не биде готова верзијата која што ќе оди на телевизија понатаму. И затоа ви напоменав, не е добар квалитетот, ова е човек кој што бил возбуден, кој што успеал цел концерт да го сними од прва до последна номера. Замислите 55 минути некој да седи вака и да снима со телефон. Меѓутоа имате документација, се документираме барам. Да. Имам и јавно му се заблагодарувам на господинот што ја снимил и што ни ја даде снимката. Инаку ова беше концерт кој што сосема спонтано се направи, не беше планиран како концерт да биде, но при случајна средба со Драган Даутовски надвор од училиштето, ме застана и ми спомна дека е заинтересиран за делото на Трпко Бицевски, инаку мој чичко, брат на татко ми. Навистина ми беше мило што посебно Драган Даутовски пројавува желба таква за чичко ми да направи. Чичко ми беше голем етно музиколог, но за жал не беше на соодветно место. Беше и директор на Институтот за фолклор, но во текот на животот не беше застапено намо каде што требаше да биде доволно. Посебно ми беше драго што Драган Даутовски ми ја кажа таа идеја, а во истиот период колегите од Насоката за традицијски игра и песна, средувајќи ја библиотеката во училиштето, нивната библиотека, ми кажа дека биле изненадени колку книги нашле од Трпко Бицевски. Вика, 10 книги најдовме во нашата библиотека. Од вашиот чичко. Да. Почнале да ги проучуваат книгите и биле воодушевени од тоа што он го пишува таму како материјали. Така што во исто време колегите од Насоката и Драган Даутовски ми спомнаа за чичко ми и
истите рекоа дајте да направиме концерт за неговите дела што ги има. И да се оживее. Да се оживее тие материјали он што ги има во архивите. Така се насочија кон самите колеги со Драган Дутовски, се насочија истражување на неговото дело, сватија дека има околу 15.000 мелографии. Мелографија тоа слушање на музика од некоја баба во некое село. Во тоа време, значи тоа било 70-тите, 80-тите години, кога немало мобилни телефони, па можеме да снимиме без проблем, него носеле магнетофон кој што имав прилика јас да го видам сега поради концертот што го правевме. Да го видам тој магнетофон, значи тежок е тоа. Замислите да го влечкаш по села таков огромен магнетофон на ленти да се снима сето тоа. Но го правеле тоа и успел да собере толку материјали што 15.000 мелографии, значи слушнати композиции, да ги запише. Споделите дека 15.000 тоа е... Да. Мислам, страшно е дури незамисливо. Тоа е, значи, толку многу запишувано. Веројатно некои композиции се дуплираат. Ја не верувам дека може 15.000 композиции да има. Него веројатно се различни верзии. Со една баба, со друга баба, со трета баба. Зборувам баби затоа што претежно бабите биле тие на времето што ги споделувале. Секоја чест. И така ги најдоа композициите кои што се често застапени од него во неговите книги и претежно пошто потеклото ни од Егејска Македонија, затоа и беа претежно неговите песни и од тој дел најмногу. И затоа концертот беа речиси сите композиции од Егејска Македонија, односно не речиси сите композиции од Егејска Македонија. Со тоа што, зборувајќи со семејството, со братучетките мои, кажаа дека него обилена песна му била тргнало стојне завода. Рековме, ајде ќе ја бараме која е таа композиција. Еве, јас не сум во тој дел, јас сум повеќе во класиката, не е дека сум стручен, но се обративме на луѓе кои што се баш во таа област, никој не ја знаеше. Ми праќаа некои снимки од YouTube, им праќам на братучетките, затоа што Чичко ми кога ја пеел таа песна, значи претежно тоа било на слави, кога сме собирале кај нив на некои свечености. Некои домашни што се домашни. Јас сум бил тоаш некои 5-10 години, што и не сум бил многу свесен и не сум ги памтел ни музиките, не сум ни обрнал внимание. Чичко ми знаеше на тие настани да извади виолината, он свиреше виолина и пееше преубаво. И ки извадеше и сите на маса седнати, тоа беше дел плачење, дел радости, емоции секакви. Што посебно ми е драго што истите тие емоции ги постигнавме и на концертот, после кога ќе дојдеме за концертот да кажеме. Ми праќаа снимки од YouTube, најразлични снимки, тргнало стојне, ќе ја пратам на некој од професорите од кај мене, односно они ќе ми ја пратат, ја ќе ја пратам на братучетките. Не е таа. Праќаме различни верзии, никако да ја најдеме. Свативме дека никој не ја знае таа песна. Се обративме во Институт за фолклор, дали имате некаков материјал, барајки они во нивните архиви, вика, најдовме еден наслов дека имаме тргнало стојне навода, има снимка некаква, ќе ви ја дадеме, видете. И ние радосни, викаме, ајде, ќе најдеме снимка, белким ќе најдеме таа вистинската. Изненадувањето беше уште поголемо што снимката беше баш направена лично од Чичко ми. Леле, каква убава прилика. И мислам, стварно бевме изненадени, воодушевени. И тоа е таа снимка необјавена до сега. Таа снимка необјавена што ја најдовме, но потоа врз основа на таа снимка ние ја направивме песната, ја изведовме ексклузивно, прв пат се изведува таа композиција. На концертот. Да, на концертот ја изведевме со наша верзија, нели, наш аранжман. Преубаво звучеше. Сега веќе доаѓаме до концертот, нели, емоциите што ги спомнав кога сме ги имале ние како семејство, кога сме се собирале, во салата беше, значи на моменти беше, речиси секој плачеше во публиката. Значи тоа имаше плачење, имаше радости, имаше гордост што си македонец, значи најизмешани чувства имаше. Исто така ми е драго што ги обновивме тие некои песни што покажавме од каде се. На програмчето пишуваше секоја песна од каде. Еве сега, например, актуелна беше периодов Нешто ќе те питам, бабо. Сега, не знаеме конкретно од каде, нели знаеме дека е македонска песна, знаеме дека е револуционерна, но таа песна е од Кукушко, од Егејска Македонија. Црна се чума зададе, исто последна песна ни беше Црна се чума зададе, инаку одличен аранжман Драган Дутовски го направи аранжманот.
Исто сега нели во Црна се чума зададе, во текстот има Црна се чума зададе, там долу Демир Капија. Сега, ама там долу што значи, од каде е долу? Односно, каде е горе? Да. Дали од Скопје? Дискутабилно е така. Дали од Скопје е тоа кажано надолу до Демир Капија или некаде од егејскиот дел на Македонија? И кога ќе видиме од каде е потеклото од песната е исто од Кукушко. Сега, значи, сваќаме каде било горе. Да. Добро, споменавте дека ова било непланирано и дека се случило спонтано. И ако видиме дека ништо не е случајно, веројатно некои други мести коцките за нешто што треба да биде и да се реализира. И затоа и изјавата дека ова не е само концерт, ова е враќање кон корените, момент кога музиката ја продолжува традицијата и говори онаму каде што зборовите запираат. Ми се чини дека највеќе од било кога ни е потребно токму тоа, да се вратиме на корените, за она што е наше, за она што е традиционално и за она кое што треба да се пренесува од колено на колено, но впрочем, овие информации кои што и вие не сте ги знаеле, а преку истражување сте дошле до нив, да понатаму и ваквите постапки, но и информациите кои што се добиваат да едноставно стигнати до младите генерации кои што секако треба да го продолжат тоа, да го знаат и да го негуваат. Еве, и него кажав тоа, значи со Драган Даутовски решивме прво ќе направиме семинар со децата, со учениците наши, кај што Драган Даутовски, значи, имаше и мотивацијски говор. Децата да се мотивираат и за музиката, и за потребата за истражување за овој вид музика. И тука беше спомнувано и Егејска Македонија, екзодусот на македонците кој што им се случува на тие од таму што се избркани. Така што децата се запознаа со многу работи на тој семинар, што ми е посебно драго, посебно што јас потекнувам од таму. Имено, кога го споминате, Драган Дутовски вистина е еден од најдобрите музички педагози. Јас имав прилика, токму неговата сопруга Лимонка да биде мој професор по музика. Токму во средното училиште каде што учев и честопати знаеше да дојде на часовите по музичко и да ни ги даде всушност како алтан зборови да се негува македонскиот фолклор. И гениален, одлично гениален е Драган Дутовски. Значи, мислам дека и мотиватор во голем дел. Да. Светско име е Драган Дутовски, го имаме и искрено ви за него ќе кажам, не е на тоа место кое што би требало да биде. Исто можеби како вашиот Чичко кој што го споминавме неколку пати. Инаку на концертот само да кажам беше можете да видите од снимките дека децата беа во носи облечени баш како што доликува целиот како што доликува, да, посебно една точка имаше 5 девојчиња облечени во многу експлозивна облека, мислам, да се види, тоа е нешто со кое што треба да се гордееме и затоа викам нашиот концерт не беше само концерт. Дури можам да кажам дека на некој начин како модна ревија да беше. Фантастично. Затоа што и децата излегуваа од публиката, меѓу гледачите, нема посебен во музеот на македонска борба за самостојност беше и нема посебен влез за на сцена, мораше да излегуваат баш покрај публиката каде што седеше, што му даде некој блискост на изведувачите и публиката. Баш беше интимен концерт. Сега, за жал, просторот е ограничен таму на 230 столчиња имавме, но имавме, верувам, уште околу 100 луѓе кои што стоеја од страните покрај краевите, а имаше луѓе од надвор кои што не можеа да влезат. Така што свативме дека, ја бев свесен дека салата ќе ни биде претесна, но сепак сакав таму ради тој интимен дел, близкост на изведувачи и публика, значи буквално на како театарско искуство на интимен театар, да. Изведувачите беа на метро од публиката. Поминуваа покрај нив тоа што го кажувам како модна ревија, значи стоеја за да чекат следната точка, може да се види на некој од извадоците тоа. Покрај публиката застанати ја чекаат следната точка, доаѓа, завршува, еве баш во моментот сега излегуваат девојчињата кои што ги кажа во носи, кои што се во преубави носи облечени. Фантастично. Стварно може да го кажем и како модна ревија. Еве нека има прилика повторно Јован да оние што не гледаат дека точно на како реков на 4 јуни? Да, на 4 јуни билетите ќе бидат пуштени во продажба, се очекува? Билетите кај нас не ги наплаќаме билетите, со резервации ги правиме. Значи резервација е потребна. Да, со резервација е потребно во Македонска опера и балет. 4 јуни е закажан. Тој ни е редовен годишен концерт на балетскиот оддел, имаат три концерти, имаат за средно еден концерт, за основно и третиот концерт е за овој насоката за традицијски игри и песна. Ова е на 4 јуни, да не погрешам, 4 јуни,
кој што и не е планиран во годишна програма, кој што сега размислувавме кој концерт да биде, што да биде, свативме дека истиот концерт има потреба да го репризираме затоа што многу луѓе ни замерија дека немало место, дека не можело да дојдат. И ова има добар видеозапис. Ова ни е извинување за сите што не можеа да дојдат и сите што не беа информирани. Еве, жал ми и вас не ви информирав. Меѓутоа, еве, Македонска опера и балет и друг простор и мислам дека ќе доликува сосема да... И ќе си имате во архива добар видеозапис за вака да може да се проследи. Може само на крај, колку ни дозволува времето, Јован, ама се ветуваме дека ќе ги имаме, нели, момците? Имаме многу што да апсолутно, ќе бидеме во контакт, конзистентност. Токму во музичко-балетскиот училишен центар Илија Николовски Луј, само да споменеме дека уписите се во моментот во ЕК. Да, уписите за основното музичко и балетско училиште се во тек од 15 април до 15 мај. Апелирам сите да се пријават на време. Потребно ни е пријава да има за да знаеме колку деца се пријавиле, за да можеме да го организираме испитот, затоа што кај нас понатаму не е само да се пријават, не е само желбата на детето или родителот, него потребен е и талентот да го има детето за да може да изучува. Правиме испит, ги преслушуваме децата и кажуваме кои се за музичко, кои се за балетско, кои за жал не се. А интересот како е вака балансот изминативе години? Има интерес, посебно за основното имаме огромен интерес, малку средното е намален интересот, но еве, со сите овие емисии и активности се надевам дека ќе се поткрени интерес. Затоа концерт во студиото скоро. Така. Ни беше драго што првпат ни бевте во утринска антилна, останете на убаво челно место и така убави новини носетени. Така што поздрав до учениците и одлично е ова што можевме како 15.000 милографски записи што сте ги нашли и сето ова што го раскажавте да биде така преточено на телма. Ви благодарам многу што правите добро за нашето училиште и за нашите ученици. Во секое време.